МТВ линк нема да има? Има. Добро. Од тука веќе иде полека. Само да име спомнам. Да видиме да гледаме. Северджани може? Може. Не, не може. Може. Подготвени? Најпрво да се заблагодарам за покривањето на нашата денешна пресконференција, која што е во врска со пожарот кој што веќе една недела гори на планината Галичица. Како што реков, овој пожар се појави пред една недела од албанска страна. Индициите се дека е запален од страна на овчари од таа страна заради горење на пасиштето, за да се подобри квалитетот на истото пасиште. Пред околу една недела, 5-6 дена, пожарот полека се приближи до нашата граница. На 30 август извршивме хеликоптерско извидување со представници на главниот штаб за управување со кризи. Извршивме хеликоптерско извидување во кое што јас непосредно учествував. Пожарот беше на самата гранична линија и полека веќе одредени јазици влегуваа на наша територија. Гореше трева и оние ниски зимзелени грмушки. Пожарот постепено се движеше кон наша територија и почна да се спушта кон долот и од страната на Охридското езеро и од страната на Преспанското езеро. При тоа, повторувам, гореше само трева, која што во овој реон е висока и релативно лесно гори. Во текот на ноќните часови доаѓаше до загаснување на пожарот, а рано наутро, кога имавме значителна роса, пожарот беше безмалку изгаснат, но со зголемување на температурите во текот на денот повторно се палеше. Во овој период одржавме неколку пресконференции во врска со овој пожар. Јас лично давав повеќе изјави за медиумите и сметав дека јавноста е доволно запознато, но најверојатно поради вниманието на јавноста кон кризата со COVID-19 и почетокот на школската година, дел од јавноста не беше доволно запозната. Овој пожар е карактеристичен по една непријатна и ризична работа, а тоа е големиот број на експлозивни средства и направи, гранати, куршуми и разни други експлозивни средства кои што се наоѓаат и по самиот срд каде што започна пожарот и истите се протегат до подножјето во самата шума. Овој пожар е четврти пожар на истото ова подрачје во последните 10-15 години од оние расположливи информации до кои што дојдовме. При секој пожар, од местото каде што гори, се слушат детонации, експлозии и стрели од куршуми. Значи, палењето на тревата создава температура која што ги активира овие минско-експлозивни средства, кои што кога човек би згазнал за нив, не би се активирале, затоа што се стари повеќе од 100 години и нивната запалка не е активна. Во текот на рано денешниот ден, од рано утрото, значи после полнок до сега, се слушнати најмалку 3 експлозии. Тоа значи дека и на ова место, каде што во овој момент гори пожарот, ние имаме вакви експлозивни средства и местото не е безбедно за движење на пешадија, ниту за летање на хеликоптер. Од страна на главниот штаб за управување со криза, веднаш по појавата на овој пожар, беше разгледната можноста да се ангажира хеликоптер за гаснење од воздух, но заклучокот беше дека е ризично затоа што леталото при гаснењето на пожар доаѓа на 20 на метри до земјата, односно самата сајла на која што виси справата, ведрото во која што се е содржана водата, е долго 10 на метри, а хеликоптерот, за да биде поефикасен, доаѓа многу ниско, на 5-6 метри до 10 метри од самата точка каде што пожарот на земјата гори. Кога водата би се фрлила од поголема висина, каде што би било релативно безбедно за хеликоптерот, зборувам релативно, но не апсолутно, бидејќи не знаеме каков е дометот на штрапнелите од овие експлозивни направи, хеликоптерот повторно би бил загрозен, но гаснењето од таа ниска височина од 15-20 метри представува ризик за леталото, ризик за лицата кои што го управуваат хеликоптерот. Воедно и пешадиското гаснење исто така представува ризик за оние кои што би гаснеле, иако на своја рака од оние информации кои што ги имаме, представници на
Националниот парк Галичица се обиделе странично да го совладат пожарот, но и се појавил феномен како пожарот над Цареј, кога гори кореновиот систем и пожарот на местата каде што е изгаснат, после известно време повторно се распламтува. Значи, главниот штаб за управување со кризи сметаше дека не е безбедно да се испратат хеликоптери кои што би учествувале во гаснењето на пожарот. Стратегијата која што ја зазема главниот штаб беше кога пожарот ќе се спушти кон шумата со цистерни и со оние джипови цистерни кои што имат носивост од околу 500 литри вода, да се навлезе на шумските патишта низ шумата и овде пожарот да се пресретне со тоа што патиштата се безбедни. Почнувајќи од 3 септември, кризната состојба предизвикана од пожарите е завршена, бидејќи во овој момент имаме само еден активен пожар, но денес имаме појаван уште еден пожар во близина на Рачиново, кој што засега не е сериозен и верувам дека ќе го исконтролираме. Не се исполнети условите за продолжување на кризната состојба предизвикана од пожарите кои што ја зафатија нашата држава. Од тие причини се менува надлежноста и сега на врвот на хиерархијата при гасење на пожари не се наоѓа главниот штаб за управување со кризи, туку по словото на законот се наоѓа друг субјект. За да не доаѓа до разногласие, јас благодарам за сите совети и сите сугестии на кој начин да се гасат пожарите, но би укажал дека главниот штаб за управување со кризи, кој што ги носеше сите одлуки поврзани со гаснењето на пожарот, покрај представници на Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, исто така имаше и представници на Бирото за јавна безбедност, на Агенцијата за национална безбедност, на Агенцијата за разузнавање, на Шумската полиција, на Министерството за земјоделие и на други представници на значени институции кои што ја покриват оваа проблематика и имат соодветни информации. Отаму сметам дека сите одлуки на главниот штаб за управување со кризи се издржани и не можеме оние гласини во јавноста да дозволиме да влијат врз одлуките на главниот штаб и при тоа да загрозиме нечии живот. Според законот за пожарникарство во член 34 став 1 е предвидено со гаснењето на пожари во шуми и на други отворени простори, за чие гаснење се доволни силите на противпожарните единици на чие подрачје настанал пожарот, раководи одговорното лице на таа противпожарна единица. Значи, командирот на противпожарната единица во одреден град е одговорен за пожарот на територијата на таа општина. Кога во гаснењето на пожари во шуми и на други отворени простори се вклучени и вработени во правното лице кое стопанисува со опожарените површини, во случајот тоа е Националниот парк Галичица, кој што стопанисува со оваа шума. Во тој случај со гаснењето раководи одговорното лице од противпожарната единица во соработка со одговорното лице од правното лице. Овој член од законот ние сме должни да го почитуваме и тој ја зема командата од рацете на Центарот, односно координацијата од рацете на Центарот за управување со кризи. Во ставот 3 на овој член е предвидено дека кога во гаснењето на пожар се ангажираат силите за заштита и спасување, со гаснењето на пожарот раководи штабот на силите за заштита и спасување. Тоа значи дека од сега натаму повеќе информации околу пожарот со Галичица потребно е да барате од градоначалникот на општина Охрид или во случај на појава на други пожари од градоначалниците на чија што територија се појавуваат пожари. Ние не бегаме од нашата морална обврска да помагаме, но законски не можеме да одлучуваме. Во овој момент, во состојба кога не е прогласена кризна состојба, во овој момент, иако неформално до нас стигаат барањата од локалната самоуправа, односно од градоначалниците за употреба на хеликоптери. Ние тие барања ги препраќаме до генерал штабот на армијата, односно до нивниот оперативен центар. Тие се тие кои што одлучуваат дали се исполнети условите за кревање на хеликоптерите, истите да учествуваат во гаснењето. Затоа, околу евентуален ангажмент на хеликоптерите, ќе ве замолам да се обратите до градоначалникот на Охрид и до генерал штабот на армијата, односно до Министерството за одбрана. Поучени од ова искуство и ние го поставуваме прашањето, бидејќи од 45 година Македонија е дел од Југославија независна, веќе да не сгрешам 75 години, и
крајно време е да се прочешла овој терен, но тоа е една опсежна операција и ние како Центар за управување со кризи во следниот период ќе се обидиме да се изготви сериозен елаборат за отстранување на овие минско-експлозивни средства од ова подрачје и од други подрачји. Но морам да укажам дека се работи за една цела планина, планината Галичица, каде што во Првата светска војна се движела линијата на фронтот и каде што биле стационирани двете спротивставени страни. За јавноста да има малку подобра представа, овде не се работи само за обични експлозивни средства, ракети, гранати, туку постои опасност во одредени ровови, импровизирани ровови, да има стотици, десетици па и стотици вакви гранати и при одредени услови истите можат одеднаш да бидат активирани и експлозијата да биде навистина голема и загрозувачка и за леталата, но и за лицата на земја. Во шумата немаме соодветни информации, но на самата ивица на шумата да постојат вакви експлозивни направи и досега при секој пожар истите се активираат. Јас ве упатувам да се јавете до луѓето кои што живеат во околните населени места, да се јавете доколку знаете некој од граничната полиција, бидејќи меѓу другото информации црпиме од представниците на граничната полиција, од граничниот премин Светинау, кои што се очевидци на експлозиите кои што се најмалку 30 во овие 7 дена колку што гори овој пожар. Доколку имате прашања, повелете. Повелете, само представете се од кој медиум. Канал 5, колку е тоа сега ризично во моментот додека гори? Има ли некаква голема опасност? Има ли простор за паника? Треба ли да се активираат повеќе? Таму нема луѓе таму каде што гори. Добро, но бидејќи чекаат нели да се стигне доле за да го гаснат? Не, во населените места се безбедни, нема никаква опасност. Значи помеѓу пожарот и населените места има еден асфалтиран пат, го знаете патот за Светинау, и има шумски патишта во самата шума каде што пожарот ќе биде пресретнат. Но ова е ставот на главниот штаб додека беше прогласена кризна состојба. Јас верувам дека отприлика тој план ќе остане за локалната самоуправа и дека ќе се придржуваат до него. Оние мали, тоа се всушност теренски возила, джипови кои што имат мали цистерни на нив од околу 500 литри вода и може да се движат по тешко проводни патишта, но тие самите треба да направат проценка, бидејќи ние овој еден месец постојано повторуваме safety first. На прво место безбедноста на граѓаните, на прво место безбедноста на луѓето кои што учествуваат во гаснењето на пожарите. Ако некој мудро ви кажува дека шансите за експлозија се мали, јас ќе го поканам, нека отиде и нека прошета покрај огнот. Да, шансите се мали, но ние не можеме да предвидиме. Нашите институции кои што учествуваат во штабот, а кои што имат релевантни информации, значи навистина порелевантни информации од било кој обичен граѓанин, ни зборува дека ние не можеме да предвидиме со сигурност каде и колку од овие убојни средства има. Можеби денес нема да експлодира ниту една, можеби ќе се случи голема експлозија. Сепак да ја зачуваме безбедноста на луѓето, веднаш по завршувањето на пожарот, ние веќе подготвуваме процедура за изготвување на сериозен елаборат, но за тоа ќе треба и меѓународна поддршка, требаат големи сили, ние како држава немаме таков капацитет, иако Дирекцијата за заштита и спасување има одличен антиминерски тим, кој што може да отстрани било каква експлозивна направа. Знаете, од Битола извадија еден куп неексплодирани гранати, но ова е широко подрачје, кое што патеме безмалку вертикално, страмнината некаде е до 70%, за да имат граѓаните представа на ова место пешак да не безмалку да не може да се движи горе во горните подрачја. Значи, кога би немало експлозивни средства, ќе разгледавме можноста да го гасне хеликоптер. Но луѓе никако, бидејќи е невозможно, многу е стрмен. Местото е создадено само за диви кози, одредени места. Додека одредени места, иако тешко пристапни, се пристапни кога би немало експлозивни направи за добро физички подготвени пожарникари. Дали имате други прашања? Ако добро разбрав, кажувате дека пожарот е од пред една недела. Пожарот е почнат од албанска страна. Почнато е од Стремишта и Трева. Значи вие од самиот Не, се извинувам, морам да ве прекинам. На 2200 метри нема никакви страништа, значи нема. Што гореше? Трева, рекол. Гореше Трева, но Така. кога зборуваме страништа се мисли оному каде што е посејано жито и кога луѓето намерно ги палат за да ги шистат нивите. Меѓутоа рековте дека Тревата горела многу лесно.
Вие И имате од постепено. самиот почеток, вие имате информацијата. Додека бевте надлежен, што превземавте за да не отиде, бидејќи вие судејќи со тоа што имате работено претходно, знаете дека таму има мини, има експлозиви. Што превземавте до овој момент додека беше Извршивме надлежноста во ваша? извидувања и благодарение на луѓето од Националниот парк Галичица, но и од Спасителната планинска служба при Црвениот крст од Охрид, луѓе беа постојано на терен и го наблюдуваат движењето на пожарот. И да бидам искрен, се надевавме дека утринската роса ќе го изгасне, затоа што тревата не развива голема температура. Но, бидејќи не дојде до негово гаснење, вториот план беше кога пожарот ќе се спушти на ивицата на шумата да действуваме од патот кој што е во шумата. Safety first. И од тоа ние не се откажуваме. Сега командата ја презема локалната самоуправа и тие одлучуваат како понатаму ќе го гаснат. Информациите се дека во долниот дел на шумата нема експлозивни направи, но во високиот дел на шумата има, бидејќи при престрелките одредени гранати не експлодирале, паѓа се забива во земја, не експлодира. Кога пожарот ќе ја зафати, топлината го активира полнењето и доаѓа до распраснување на безброј шрапнели. Впрочем, тоа е и нивната намена. Тие шрапнели го загрозуваат и леталото и луѓето. Има ли опасност во строго заштитениот дел? Да, пожарот може да се прошири и во строго заштитениот дел, но верувам дека ќе се најде начин во горниот дел истиот да биде сопрен. Зошто после една недела сметавте дека треба пресконференција, а не во текот на оваа недела? Сте давале само на некои медиуми изјава. Значи, Или сметавте дека ова е доволно опасна работа, судејќи според она што ни се За случуваше пожарот во Галичица сме одржале најмалку 4 пресконференции. Овде, пресконференции, да. Секој ден во Центарот за управување со кризи се одржува редовна пресконференција на која што за жал поради падот на бројот на пожари вие не доаѓате, претежно доаѓаше МИА, но секој ден проверете на МИА, има пресконференции на кои што ги даваме информациите во детали за овој пожар. Покрај овие пресконференции имам гостувања во неколку медиуми со изјави, може да проверите кај мене на Facebook и на Facebook профилот на Центарот за управување со кризи. Значи ние постојано следевме состојбата и очекувавме токму како што ви кажав, кога пожарот ќе се спушти во шумата каде што е релативно безбедно, да се преземат одредени акции, интервенции за негово гаснење. Од албанска страна гори во моментот? Не, бидејќи ветер дува кон наша страна, веќе појасот целиот е изгорен од албанска страна и не постои опасност за враќање назад, има една тампон зона, изгорена тампон зона. Пожарот се движи во наша територија, прогнозите зборуваат за очекувани дождови, вклучително и за денес. Ние се уште очекуваме да заврне дожд, кој што ќе биде најдобро решение, кој што за жал сега јавноста ќе почне да го спинува и да прави шега, но сите оние храбри луѓе кои што смета дека може да помогнат да го гаснат пожарот, јас не би сугерирал да влезат во оганот, бидејќи може да загинат од мини. Safety first, животот на луѓето. Имате ли помош од Албанија? Нема потреба. Ние воспоставивме комуникација со албанска страна. За ова исто така јас лично известив на неколку пресконференции. Имаме отворена соработка со албанската страна. Во ова зимо јас бев во Албанија во посета на нивниот директорат за пожари, но повторувам, пожарот од тревата тргна кон наша страна, на нивна страна не се спушти долу во шумата која што патем од таа страна и поредка. И не беше возможно кога беше само на тревата да се изгаси? Не, бидејќи има експлозивни средства и се работи на одредени места за безмалку, би рекол, имаме дури вертикални страни кои што се карпести. Значи нешто слично како на матка. Планината Галичица од таа страна е доста страна. Благодарам. Ви благодарам за покривањето на нашата денешна пресконференција. Благодариме што дојдовте, инаку ова беше негде околу 40-та наша пресконференција за последниве 30 дена. Благодариме на медиумите постојано што комуницираат со нас, а исто така благодариме на многу од вас колеги, бидејќи на вас исто од локалната средина ви испраќаа фотографии и податоци, ние ги препраќавме до главниот штаб и верувате, секое ваше јавување малку посериозно го сметавме отколку некој објави на Facebook и беше проверувано во главниот штаб за управување со кризи многу сериозно. Благодарам.